го сакаш ли твоето име? Си го сакам. Какви имиња има, нашите се супер. Ајде слушни ја приказнава. Си бил еднаш еден воденичар. Бил многу голем фалбаџија. Секој му кажувал дека неговата куќа е најубава, дека воденицата му е најголема, а брашното му е најбело. Еден ден, случајно се случило воденичарот да го сретне кралот. Побрзал да му се пофали. Ваше височество, погледнете ја ќерка ми. Таа е најубавата девојка во целото кралство. Кралот ја погледнал, па дури ја загледал девојката и му се видела убава. Но, бидејќи бил крал, бил малку вообразен, па само се намуртил. Воденичарот продолжил да си ја фали ќерка си. Замислете, височество, таа знае сламата да ја претвори во злато. Слама во злато. И што рекол кралот на тоа? Тоа му се видело примамливо на кралот и рекол: добро, ајде да го видиме тоа чудо. Веднаш им наредил на стражарите да ја однесат девојката во замокот и да ја затворат во една соба, во која имало само купче слама. Претвори ја сламава во злато или ке те казнам, и рекол кралот на кутрата девојка. Таа останала сама, почнала да плаче. Многу му била лута на својот татко, кој од желба да ја омажи ќерката за крал, кажал лага над лагите. Девојката го гледала купчето слама и не знаела што да прави за да си ја спаси главата. Каков татко, леле, леле. Навистина е за леле. И кога девојката мислела дека за неа нема спас, одеднаш, како гром од ведро небо, пред неа се појавило едно џуџе. Џуџе со бела брада. Да, џуџе со долга бела брада. Тоа рекло: што ќе ми дадеш ако ја претворам сламава во злато? Ке ти го дадам златниот ланец, рекла девојката и го извадила ланецот од вратот. Џуџето го зело подарокот и цела ноќ вредно работело со волшебно вретено. Утредента, кога кралот влегол во собата, на местото каде што била сламата, видел клопчиња со златен конец. Кралот не бил лош човек, ама бил многу алчен за злато. Па донел нов куп слама. Побарал од девојката и таа слама да ја претвори во злато. И пак девојката почнала да плаче и чудо, пак се појавило џуџето. Овој пат девојката му го дала својот златен прстен, а џуџето ја претворило целата слама во злато. Кралот бил презадоволен, но сакал уште злато. Донел огромен куп слама и рекол на девојката: ако и оваа слама ја претвориш во злато, ќе се оженам со тебе. Девојката пак плачела и пак се појавило џуџето. Да, но овој пат девојката веќе немала со што да му се заблагодари на џуџето. Ке ти помогнам и сега, но
кога ќе станеш кралица и кога ќе родиш дете, јас ќе ти го земам. Надевајки се дека такво нешто никогаш нема да се случи, девојката се согласила и џуџето ја претворило сламата во злато. Кралот го исполнил ветувањето и ја зел девојката за жена. Направиле голема свадба, а по некое време им се родил син. Тогаш се појавило џуџето и го побарало детето. Кралицата никако не сакала да го даде синчето, па џуџето рекло: Нема да ти го земам детето, ако погодиш како се викам. Имаш 3 дена да откриеш кое е моето име. Кралицата 2 дена се распрашувала кај едни, кај други, ваму, таму, секаде. Но никој не знаел како се вика џуџето. Третиот ден, еден кралски гласник одзад една грмушка, каде што се скрил, го видел џуџето како танцува околу оган и како вели: Вечерва ќе го земам принцот, затоа што никој не знае дека се викам Румпелстилцкин. Румпелстилцкин. Така, кралицата дознала од гласникот дека џуџето се вика Румпелстилцкин. На џуџето не му се верувало дека кралицата му го знае името. Се лутело, наопаку се превртувало, косата и брадата му се кренале нагоре од нервоза, но џуџето било џуџе од збор, па со наведната глава си заминало. Поточно, пуф, исчезнало. А кралицата, кралот и малиот принц си живееле долго и среќно. Ја запомнив приказната. Сега можам и јас да ја раскажам. Но името на џуџето Румпелстилцкин. Румпелстилцкин. И јас се намачив да прочитам како точно се пишува. Румпелстилцкин. 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 Да, Румпелстилцкин.